Не научија и не научија. Попусливоста и виткањето кичма во надворешната политика не носи резултати, туку само порази и нови понижувања. Венко Филипче, во веќе познатиот стил на СДСМ и неговиот гуру Зоран Заев повторно се пазарат со Македонија и тоа повторно со идентитетот и јазикот. Иако никој не го повика или пак праша, Филипче се јави да нуди решение како да се надминеле разликите во Европскиот парламент околу резолуцијата со која треба да се цементира македонскиот идентитет и јазик. Тој бара нашата влада, односно Македонија, сама да се откаже од терминот вековен што стои во текстот пред зборот идентитет. А демек за возврат бугарите да се смилувале и да го повлечеле нивното барање овој термин да се смени со модерен или современ. Да не ви се верува. Бара самите да се откажеме од предноста што имаме веќе добиено. Тоа е исто како на фудбалски надпревар да водите со 2:1 и на 10 минути пред крајот, од што се плашите случајно да не примите 2 гола, да барате утакмицата да заврши нерешено, без да се доигра. Нема што навистина оригинално. И не е воопшто изненадување што Филипче и СДСМ излегуваат со ваков, благо кажано, глуп и предавнички предлог, ако се има предвид како функционираше нивната дипломатија во изминативе 7 години. Тоа што изненадува е како не ја научија лекцијата дека тој пристап не функционира. Зарем мал пример е името? Зарем мал пример е договорот за добрососедство или францускиот предлог? И не сватија дека таквата политика на виткање кичма не само што е штетна за Македонија на надворешен план, туку нив како партија ги чинеше власт. Значи за прв пат во последнава деценија на меѓународен план, посебно во рамките на Европската унија, Македонија е во предност, а тие бараат да се повлечеме. Вакво барање е очекувано, но од страна на Бугарија, не од Македонија. Искрено, ќе почнам да се сомневам дека не станува збор само за незнаење, туку за директна соработка со туги служби за туги интереси.